Значи, во делот на решенијата, све што беше како процес е затворен и списокот, листата на пријави, односно тие што имат поднесено барање за легализација, но кои не ги исполнуваат условите, односно имаат некој документ кој им фали, е на веб страната и сите граѓани се информирани до 2025 согласно законот може да го поднесат документот и да продолжи постапката понатаму. Во делот на некои дивоградби кои се на државно земјиште, а воглавном такви се дивоградбите во Попова шапка, таму треба да одиме со одлука на Советот, значи од една од следните седници на Советот, сите тие барања ќе се достават до Советот и ќе одлучи Советот. Значи се работи за процедурално следење понатаму. Сите документи се анализирани и понатаму ќе се донесе соодветна одлука согласно документите кои се доставени. Тие кои не ги исполнуваат условите, исто така од инспекторатот е побарано информирање кој исто така ќе оди на Совет, информирање во делот на досегашните решенија за рушење на дивоградби. Значи ние имаме стекнато увидено околу 200 решенија за рушење кои не се реализирани. Значи ние мора политички во Советот да донесеме одлука што понатаму со тие дивоградби, затоа што знаете, тоа е голема политички ризик за да ние рушиме нешто што е изградено претходно и претходните администрации немаат превземено мерки, но исто така има неколку од тие решенија кои веќе дали се рушени, дали се легализирани, така да очекуваме апдетирање на сите тие податоци и Советот да донесе одлука за да понатаму ја постапам како градоначелник.